Во денешниот Агро Балкан ќе ви презентираме две инспиративни приказни. И едната и другата се почнати со малку пари, но со идеја и голема желба за успех. Прво ве водиме на падините на Скопска Црна Гора во селото Раштак, кај младиот фармер Давид. Од Скопската обиколница, преку Смилковци и Црешево се упативме кон Раштак. Но движејќи се нагоре кон селото, за да се осигураме, подзастанавме да си прашаме, за секој случај. Ајде, чичко Цветан, сега да се објасниме добро, да видиме. Сега ќе след по улица на река вртиш десно. Овде вака на рекава десно, така? Десно. Добро. И оној пат што се гледа карши таму за нагоре. Добро. Пред тој пат ќе застанеш и ќе завртиш лево. Раскрсница има тука. Так. Од тој пат лево е вртиш. Готово. И право таму ќе прашаш прва, втора, трета кута, нимњат. Готово. Да си ми здрав и жив. Ајде, со здрави. 100 години. Дај Боже. Најмалку. Ајде. Нека да Господ на сите и на нас. Амин. Ајде. Со здрави. Пријатно. Ајде, Мацко. Ни објасни, еве сега Чичко Цветан. И откако Чичко Цветан ни објасни каде точно се наоѓа фармата, за 15 на минути стигнавме до целта. Патем ја запознавме и неговата мајка. А на фармата, Давид и неговиот татко, Зоран, секојдневно се грижат за козите. Така било на самиот почеток, така и после 10 години. Давид, веќе поминаа 10 години од твоево доаѓање во Раштак и предпоставувам веќе можеш да извлечеш некаква поконкретна анализа за изминативе 10 години. Прво ме интересира вака. После 10 години, сметаш ли дека сте повлекле вистински потек? Најпрво добар ден. Добре дојдовте во Раштак, добре дојдовте на нашава фарма. Веднаш со прашање. Па добро, после 10 години, после цела декада работа и занимавање со козиве, мислам дека времево ни ја потврди одлуката дека исправно сме се одлучиле за се ова што го правиме. Баш ми е мило што е така. Така. Какви беа реакциите на почетокот? Тоа е како во некој претходен живот да се има случувано, веќе дури заборавив, затоа што секојдневието ми го купираат тука предизвици, но меѓутоа беше као првите впечатоци, односно пред 10 години за овој тип на професија се сметаше за дно, за као лошо не успеа у градот, па сега у селово се враќаш као пред 100 години, кога ќе се кажеше дека чуваш кози во село као да живееш во пештера, им немаш струја, немаш вода, као не знам кој знае што, но меѓутоа после толку време работиве си се нормализираат некако, да речем, на општо добро. На почеток како почнавте? Започнавме со 10 кози, лимитиран, имавме просторија една како штала дедоми што чуваше претходно магари 2-3 кози и почнавме со тој простор 10 грла и се развивавме со текот на годините. Што практично козиве имаат од паша? Добро, најпрво наша стратешка намирница околу храната на добитокот е планината која што изобилува дабова шума. Покрај дабовата шума, прочем и самото име на селото Раштак влече корени од даб, односно од храст, и кој менувало со вековите и стигнало до Раштак. Покрај тоа има богата е нашава паша за кози, мислам дека е најдобра за кози, затоа што имаме и дренка, имаме и јасен, имаме се е тоа многу блиско од тука каде што ни е фармава. А тие сакаат посебно дрен да брстат, јас сум го забележал тоа. Дренот, јасенот, кога цвета, секој билки во различно време, например некој пат копривата сакаат, ама како ќе прецвета, маточината, значи и тие лековити билки ги избираат тогаш кога им е
потребно кога А тоа е од исклучителна важност и за квалитетот на млекото. Дефинитивно. Тоа е биодиверзитетот. Практично нашава работа е тесно поврзана со биодиверзитетот во планината кој што изобилува и наша идеја не е количина на млеко, туку аромите од биодиверзитетот пренесени преку млекото во финален производ. Значи, од тука млеко оди веднаш на обработка. Односно, со млекото како продажба работиме со закажување, ден-два претходно. Вторник и среда носиме, среда и недела вршиме достава до адреса на ниво на Скопје и доколку некој не побара млеко, нели, од денешново млеко тазе добиваат луѓето, мислам дека е голема и значајна работа во денешно време, во ова модерно време да речем. Има зголемен интерес. Тука ние како членови на Slow Food веќе многу години едноставно дечкиве ни променија визија во она што ни беше наша основна, да дојдеш да чуваш кози да остане на тоа. Благодарение на запознавање со дечкиве од Slow Food и девојките од Slow Food, сам еден сосема поинаков свет, дури тогаш свативме што уствари ние правиме. Наша идеја не е да имаме 200 грла, на тој начин ние би експлоатирале природата. Така. Мора да биде одржливо и да биде локално и да биде сезонски. Наш најголем предизвик е во овие 10 години ние се обидуваме да доближиме на населението дека кој е козио не значи дека треба да биде со непријатен мирис и вкус, баш напротив, козите млечни производи ги карактеризира неутралност. Тоа може денеска секој да отвори да види што се случува во Франција, што се случува во Шпанија и секаде низ светот. На еден начин, практично ова може да биде и некоја и приказна рурална понуда и за одреден број на луѓе што сакаат и да посетуваат вакви мини фарми. Тоа е, порасна, меѓу другото порасна интересот за посета на фармава, што го поздравувам. Особено ми е многу драго за училиштата, кои што сакаат да ги донесат децата да видат млади родители кои што детево коза нема видено живот, јаре нема, дај помагај да дојде малце да се подружиме, да се погалиме и тоа е за поздрав. Тоа е за поздрав, но меѓутоа во моментов не сум во можност да излезам во пресрет на сите училишта кои што за интересов, се уште формираме модел како тоа би можеле да излеземе во пресрет, а да не ни се одрази на нас на дополнителна работа. Гледаш перспектива во сето ова? Одгледувањето на добиток мислам дека е една од најсуштинските вештини во цивилизираното општество, ако сакате од праисторија до ден денеска, бидејќи производството на храна сама по себе е тоа што го одржува. И посебно тие луѓе треба да се ценат што произведуваат храна. Да, но тоа исто така ќе мора да се поработи, бидејќи гледам со овие поскапувања што не удрија нас како одгледувачи, како фармери и производители, некако се доживуваат малце поинако. Например, не можете производот од мал производител да го споредувате со хипериндустрија. Не можете свежо месо да го споредувате со она што стои во месарите сега. Мора да поработиме малце и фокусот оваа година ми е малце повеќе околу мешање на луѓе со добитокот и како може повеќе да доживеат ова што го живееме ние, затоа што тоа е единствениот начин како би можеле да се солидаризираат со нас, да речам, да го разберат ова што го правиме ние. Сега можеме да отидеме кај што е производството и да видиме што се случува таму? Во ред. Можеме? Да, сега. Ајде, да отидеме. Неговиот татко во шега вели дека доаѓаат гости и пријатели во посета, но никој не се фаќа за работа. Сите сакаат да бидат менаџери. Но добро е што нивната приказна Кози млеко планина е препознаена од образовниот систем, па во последниве години во посета им доаѓаат дечињата од градинките и основните училишта. Дружењето со животните за нив е посебна радост. Давид,
Дојдовме од фармата тука во семењава куќа. Ова е оставштината од дедо ти. Морам да ти признам, реновирана куќа, меѓутоа го долува духот на некои стари времења. Посебно ми се допаѓа овој чардаков, една широчина, еден поглед убав. Пред нас и домашна храна, производи што вие ги произведувате. Ајде сега раскажи ми нешто околу производство. Па вака, овдека се усвари вкусовите, оно што е главно што го правиме горе, од шетање со козите, до молзење, до хигиена, до се, еве го, ова е финалето. Така е. Овдека има повеќе варијанти на неколку производи. Имаме сурутка, имаме млеко од горе што се молзеше. Ова татко ти рече сега што се молзеше Да. таа се, ќе го пробам јас. Татко ти вика ова е чисто здравје и ќе го направам таа сега. Па дури малку благо е. Па овој период практично козите јадат полен. Сега Да. нели се во цветови цела природа. Дури не се чувствува дека е свежа. Мислам она несварено. Драго ми е што ви се допаѓа. Супер, сериозно, одлично. Некаков непријатен мирис. Не, ништо, нула. Перфектно, сериозно. Тоа се должи на хигиената која што правиме, но меѓутоа и на машинското молзење. Млекото излегува драстично многу почисто. Јас терафинат едно време на рака, ама добро што ме преубедија. Да. Да. Ајде сега да ги објасниме другиве работи. Овдека имаме младо сирење, тоа е младо сирење со босилок и маслиново масло, Да. одлично мезе, одлично се врзуваат вкусовите, се добива еден. Супер. Ова? Тоа е старо сирење, до душа старо. Благодарение на вас извадивме да видиме до каде е созреењево. И до каде? Па, чекај да пробаме. Ајде. Ова е солено, веќе од соливо извадено. А вака добро е. Добре. Стасано е. Ова е блиску за продажба. Да, блиско е. Да. Ова ти е домашна ракија? Кој ќе пробам вакво сирење, или бара и убава пијачка. Ова во овој случај јас сум многу голем фан на сливова ракија. И јас. Ова ни ја Од модри испратија, сливи? ова ни испратија пријатели од Република Српска. Некои 3 дена се Предпоставам дека модри сливи се го прашајте. предпоставувам и јас, не знам, не сум ја пробал се уште. Ајде на здравје. На здравје, добре дојдовте, да ни дојдете пак. Фала ти, со задоволство. На ваква трпеза, сигурно. Ај, слушај, па и треба, кога ќе дојдеме следниот пат и да помогнеме горе нешто на шталава да сработиме. Или да излеземе со стадото, со козиве да се прошетаме по падиниве. Работиме во таа насока. Има интерес за посети на фармата, за прошетки со козите, за дегустација на млечниве производи горе, додека козите пасат практично каде што го произведуваат млекото. И потребно ни е уште малку време за да го за да најдеме одржлив модел за себе ова. Давид, искрено ти благодарам. Прво, ми беше задоволство што те запознав. Се радувам на сето ова што го работиш. Верувам дека твоја приказна ќе биде мотивирачка и за многу млади луѓе низ државава. И од срце ти посакувам да имаш успех во сето ова и твоја приказна да се проширува насекаде. Ви благодарам многу. Тука ја морам да ги поздравам моите родители, бидејќи ние сме тим и не се сведува на мене и на моја слава, него сите заедно, значи се работи за мала семејна фарма, кој што се надевам дека во блиски дни на јас дека ќе се јавуваат луѓе кои што ќе се зафаќаат со себе ова. И верувам дека со труд, со посветеност и со љубов ќе продолжите заедно успешно да го работите ова. Се надевам и ние. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш јас. Ајде, здрави и живи и да се гледаме само зубаво. Само за ова. Го оставивме Давид со своите родители да ги одгледуваат козите, да произведуваат квалитетни млечни производи и да ја шират својата благородна приказна. А од козиото млеко, меѓу другото, може да се произведува и сапун.
Такво нешто се случува кај семејството Стојневи од Миладиновци. Главен иницијатор и креатор е Маријан Стојнев, кој што слично како и Давид, својата идеја почнал да ја реализира пред повеќе од една деценија, а поддршка му е целото семејство. Ајде здраво живо Стојне. Здраво. Како сте? Добро, одлично. Добре, баш ми е мило. Добре дојде во нашиот скромен дом. Добро ве најдов. Ова е за нечиска работилница, практично за производство на кози сапун. Така е, да. Добро. Ме интересира прво зошто кози сапун, да речеме не крави, не овчи. Па да ти кажам, Тони, прво таков беше рецептот. Аха. Рецептот е наследен генерацијски од страната на мајка ми, повеќе генерации уназад. Јас се сеќавам на прабаба ми, поднатаму не се сеќавам. Значи таков е рецептот. Со тоа што и козјото млеко е најлековито, докажано што од времето на Клеопатра дека таа се бањала во козјо млеко и така подобро во козјо млеко него во било кое друго. Таа Клеопатра знаела во што да се бања. Да ја сочува убавината. Така е. Да. Сега, ова е готов производ практично. Да, Ова може да да. се најде и во некои маркети, така? Сапуни. Па да, кози веќе од повеќе, Стојневи. да. Повеќе години соработуваме исклучиво само со ДМ маркетите Аха. во Скопје и во цела Македонија. Може таму да се најдат. Два типа на сапуни се, ова е првиот и основниот сапун кој се изработува по тој рецепт, стариот традиционален рецепт, се пакува, се работи рачно, се работи по ладен процес, за да сите корисни работи останат во самиот сапун. Од Сега, млекото. кога сме кај процесот? Добро? Може да го објасниме процесот на производство? Можеме да го објасниме. Ајде да видиме сега. Вака, овој сапун, мислам и двата типа на сапуни се работи исклучиво од свежо козјо млеко. Кое го земам негде 50 на километри. Прво ние се наоѓаме, лоцирани сме во Миладиновци. Тоа е општина Илинден. Значи од Миладиновци одам едно 50 на километри до помеѓу Куманови и Свети Николе, Градиште се вика местото, го земам млекото, го носам и го работиме. Се работи исклучиво свежо козјо млеко, со тоа што за изработка потребни се двајца, се работи негде околу 4 сати, со припремата све и со изработката од тие 4 сати се сипува во кал. Потоа тој сапун треба да остои нешто малце повеќе од 24 часа за да може да се исече. Така и сечењето овде гледам нешто. Сечењето имате. е тука, Така? но јас лијам калупот ми е направен за изработка на 300 сапуни. Калупот е мој дизајн и сите машини овде што гледате се мој дизајн за да добијам на време, да не Значи се биде од твоја комплет од браво. Еве, рака. благодарам. Затоа што за да се добие 100 грамски сапун треба да се погоди се. И тоа треба да се на крај кога ќе вратиш процесот до калупот, значи треба се да види идеално точно за да кога ќе се исече и кога ќе се исуши, кога ќе се сапунифицира уствари после Така. 2 месеци бидејќи ладен процес мора да остои, мора да биде 100 грама. Значи ова е практично сега 100 грамско сапунче. Не, ова е негде 100 и нешто грама. Да не откриваме Така, за да добро, не угледа добро. некој тајната, бидејќи треба нека се мачи ако сака да работи вака. Така. Повеќе од 100 грама е, бидејќи му треба ладен процесот и треба сапунот да остои 2 месеци за да се сапунифицира вака во овие Овие како кули што се направи. Така е, затоа што така струењето на воздухот, кругот е најидеална природна форма, каде што воздухот најдобро струи и најдобро доаѓа до сапунификација и нема проблем. Практично тој и се суши полека, така? Се смалува, Така? да, логично е, да. Значи влагата полека се губи и на тој начин се доаѓа до 100 грама. Така е, Одлично, 100-102 добро. грама. Вака да ви кажам, сапунов нема ни капка вода. Значи се е млеко. Се е млеко. Значи самото млеко што ја содржи неговата влажност, таа се суши. Искрено, има доста што го користат сапунов. Да, и доста да, се да, фалат Ние сме од од сапунов. 2013 да Така? го работиме. Има некои што ме прашуваат зошто нема некаква арома, некаков мирис. Еве зошто на пример. Па да ви кажам зошто. Искрено, у најкратки црти, ако ставиме било која арома и се јави кај еден човек кој е алергичен, а не знае дека е алергичен, Да речеме на лаванда. да речеме на лаванда и онда ќе имаме проблем. Не сакам да имаме проблем и да се докажуваме
и да работиме тестови да видиме дали е сапунот, не може на 1000 луѓе, може еден да се појави алергија на таа лаванда и да направиме проблем. Значи да ви кажам, кој сака да има чиста кожа со природен производ, овој нема никаков мирис, нема никакви етерични масла, нема ништо. Нека и чисти со сапунов од природни материи, без хемија. А онда нека си купи скапи квалитетен парфем и нека си мириса на парфем. Според мене е најдобро. Сака да мириса така, ќе си купи парфем и ќе мириса, ако има чиста кожа, pH вредноста му е 9, нешто, алкална е, ја чисти кожата, ги симнува мртвите клетки, луѓето нека пробаат, кои прв пат го гледаат ова. Значи, во едно миење 2 пати ќе се сапуњаат и вториот пат нека пробаат кога ќе ја добрат кожата, добиваат идеална чистина као кога ќе извадиш чаша од машина за садови, ви се лепи раката бидејќи изчистена, а кожата има својство тоа pH да за 1 до 2 минути да си ја врати на своите 5,5 pH вредност, кај што е незината идеална pH вредност. Добро, кога го спомнаме ова, може например за некакви црвенила да помогне. Да. Псоријаза, екзема, нешто во тој контекст. Да. Вака, луѓе што се јавуваат од искуство, има мал број, јас ги знам, ама луѓе што се јавуваат и по телефон, кажуваат дека го купиле, се заблагодаруваат и кажуваат дека им помогнале и при екзема, и псоријаза, и себореја. Да не зборам црвенила од пубертетски акни. Една жена, да ви кажам, се јави и кажа благодарам, старосните пеги ми бледеат. Тоа претпоставувам дека е селено што го содржи козјото млеко, бидејќи тој работи има UV заштита. Прави. Значи некој во подоцнежни години ќе пробаме. Да, мислам ние го користиме. Моите две керки, ние целото семејство сме ангажирани. Доскоро беше татко ми кој замина и веќе нема кој да го замени во неговата работа, но ние се ангажираме сите, го работиме своето, децата, супругата, мајка ми, бидејќи од 2013 семеен бизнис е, го работиме во континуитет. Се гледам и опаковка ми е интересна. Ова е исто некој твој изум? Да. Значи комплетниот дизајн, вака, комплетниот дизајн, например, на ова, да ви кажам, вака, првично што направив пред да го пуштам во употреба, значи направив заштита на лого бренд, заштита на производот, испитување во институти за козметички производи, сите гледам и сертификати, така? Сертификати, да, тоа се сертификати, ова е од баркодот, ова е сертификат за производство на сапун. Сите тие испитувања ги направив за да бидам 100%. Сигурен. Да не кажам процентот, значи 100% бидам сигурен дека е се во ред, дали треба нешто да се менува или не. Бидејќи сапунот е работен порано кога луѓето го работеле за себе и кога луѓето не работеле такви испитувања. Бидејќи во денешно време мора тоа да се испите, да сме сигурни што содржи. И да утре кога ќе кажеме да стоиме до тоа. Значи имаме документ. Сите овие други дизајни што се направени од тогаш, од 2013 навака, лично јас сум ги правил. Од опаковката е оригама, која не постои исто ваква опаковка. Оригама се е заштитено, ви кажам. Оригама се затвара и веќе не може да се отвори. Не може некој да го отвори, да го допира, дали ќе му падне во продавница, па потоа вие и го купувате и викате прљав е. Не, го купувате, го отварате, ја кинете опаковката и го користите. Или не го купувате. Значи не може нечи аљкавост некој друг да ја плати. Одлично, баш интересно. Хартијата е каучук и целулоза. Сега, овде гледам овие се помали, а ова гледаме нешто малку во поголема форма. Да. Видете, ова е 100 грамски сапун, се работи од органско козјо млеко. Во него има органски додаток во мала форма, има органски кокос и органско маслиново. Додека во овој е 120 грамски. Така. Во него има уште додаток на органски шип путер. Тоа е путер од афричко дрво. Во него додаток, тој е 120 грамски. Јас исто го рачунам и го препорачувам за луѓето као козметички сапун. Бидејќи е повели. Извини. Не. Кога ќе го земам овој сапун, например, и го купувам и почнам да го користам. Добро. При нормално користење 3-4 пати во денот да се користи. Например, колку може да трае овој сапун? Вака. Во просек, да речем.
овој сапун, значи сапун као назив за производ е сапун од животинско и растително потекло. Сите други сапуни што се миризливи, тоа се хемиски сапуни, во глобала е пресуван детергент кој машината го работи денес прва смена, може да го спакуваат и да биде во продавница. Тој мириса добро и луѓето треба сами да решат со што ќе користат. Овој сапун е природен сапун, брзо реагира со вода, има супер пенливост. Мислам, зборам за двата сапуни. Така. Бидејќи исти производ е, само што има плюс додаток. Брзо реагира со вода и да ви кажам искрено, па можда и месец дена треба. Ако правиме математиката, дури поевтин доаѓа од хемиските сапуни. Па токму заради тоа беше прашањето. Да. Колкава е исплатливоста? Да. Например, Луѓе- некој ќе рече ќе купам за 50 денари сапун, нема да платам 150, меѓутоа, ако се земе во Видите, предвид дека повеќе од месец може да се користи овој, Ако ви кажам дека здравствената состојба, дека се миете без хемија, ја чистите кожата, која е најголем орган на човечкото тело, ја храните, ја хидрирате, не може да нема цена у однос на хемискиот сапун. апсолутно. Покрај маркетиве што ги спомнавме овие ден. Да, само да. Вака продавате и на куќен прак или постои интерес некаков за надвор од Македонија? Например, правите некакви обиди? На куќен прак има луѓе што се јавуваат, не знам зашто, ве молам, сакам да дојдам да го купам од кај вас. Дали е истиот, дали јас им кажувам дека е истиот, но минимален број на луѓе се јавуваат и доаѓаат дома да купат. Претежно, значи да кажам 98% го купуваат во маркети. За извоз работевме сапун за Холандија, тоа е овој сапун. Почнавме извоз, почна короната. Човекот што имаше маркети во Холандија банкротира едноставно. Ги затвори маркетите и остана да престанеме да произведуваме за нив, само за Македонија произведуваме. Значи тоа е нешто во најава, евентуално. Тоа едино човекот ако се врати со маркети или ако се јави некој друг, бидејќи се јави ме побара човекот за производ, значи ако се јави некој друг можеме да работиме, но пред мораме да се договориме бидејќи млеко ќе има нареднава година во, да кажеме, мај месец. Затоа што тогаш ќе почне со производство, на договорено производство можеме да направиме било која количина. Гледам, ова е малечка работилница, ми рече дека вие семеен бизнис, практично Така е. дома сте сите Да, вклучени. Какви се плановиве за војдина? Сакате ли да се проширите или нешто Да. да се модернизирате? Сакаме да се прошириме. Во изработка сме еден погон негде околу 50 на квадрати кој не е довршен. Механизација, машини не треба. Значи, индустријска машина не треба, бидејќи се работи рачно. Може само да се олесни со некој нов дизајн, на пример на ова преса која е направена рачно со дизелка и дизајнот, значи многу обично со рачна сила, но да ви кажам, ако не го знаете периодот на сушење, на созревање на сапунот во калубот, жиците ги кине као играчка. Ова се жици од клавир. Браво. Значи дизајнот е жици од клавир кои има тука измислени затегачи, мора добро да се затегнат, ова е дното на калупот, идеме рачно и се чувствува. Сепак чувството кога вртите, дали знаете дали ќе пукне Значи, жица или не, Искуствено. искуствено. Да, и онда ако осетите дека ќе пукне, ќе оставите незиниот притисок ќе пробие уште малце и нема да пукне и ќе продолжите. А додека овде, кај што ги сечеме, бидејќи овде се сечат во две оски, излегуваат као циглички, и тие се ставаат овде и се сече 10, еве ги 10, кои секој има, кој ќе заврши процесот на сапунификација, има 100 грама. Ова е исто, примитивно, рачно, со сила на Ама си ја врши муз- работата. Тоа е најбитно. Да, а ова е жица од гитара, Да? со Браво. штимери комплет. Па овде може и да се музицира. Може. Значи, Само ако не овде знаете може да еден, пеете, готово. овде може еден да прави производство, Да. овде некој да музицира. Да, као харфа е, да. Така да го мотивира прекнеш. Така, Добро, баш ми е мило. Ми беше задоволство, се надевам дека во иднина Благодарам ќе се која движи работа во нагорна Благодарам, кога ќе завршиме со погонот и кога ќе направиме нешто поголемо, ќе ве поганиме, ќе ви информираме. Сега за сега и работиме овие сапуни, не сакаме сапуни со додатоци. Да ви кажам еден пример, сега само на крај. Бевме на еден сајам надвор од Македонија и се сретнав со еден дечко што произведува сапун. И му викам, зошто
као го презентира и вика со активен јаглен. Викам, зошто со активен јаглен? Кога активниот јаглен во моментот на допир ја има реакцијата и завршува процесот. Значи, кога ќе го ставите активниот јаглен во сапунот, сте завршиле работа. Која е сврхата зашто е овакво? Не знаеше што да ми каже. Вика, прича продае. Добро, викам, фала, не мора да правиме муабет, вие работите со вашата прича, ние ќе работиме природно и ќе бидеме искрени кон потрошувачите за да знаат што користат. Добро, јас посакувам вашава приказна да биде Благодарам, успешна да. и понатамо. Благодарам уште еднаш. И се надевам, а и верувам истовремено дека ќе биде ова токму успешна приказна. Јас се надевам и верувам и упорен сум. Да ви кажам. Секоја чест. Благодарам. Не беше задоволство. Благодарам. Два мали семејни бизниси, две успешни, креативни и инспиративни приказни, создадени со многу труд и љубов.